Покрај тоа што е прогласена 7-дневна жалост на територија на цела држава, овде во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија е отворена и книга на жалост во која се потпишуваат амбасадорите, нивните заменици и останатите дипломатски представници на земјите од регионот, Европа и светот. Овде просториите на МНР сведочат за тагата и болката која ја споделуваат и сите овие дипломатски представници кои се во шок и неверување по трагичниот настан во Кочани, во кој животот го загубија многу лица. Тие велат дека овој трагичен настан ќе покаже дека е потребна поголема солидарност и помош од сите земји од регионот, Европа и светот, а доказ за тоа е фактот што помош пристигнува од многу земји, како што и информираше министерот Муцунски на пресконференцијата која ја одржа пред да пристигнеме овде во Министерството за надворешни работи. Пресконференцијата се одржа во владата и таму Муцунски покрај информациите кои ги сподели во однос на земјите кои прифатија пациенти на лекување, исто така кажа дека и ќе предложи до службата за општи и заеднички работи да сите трошоци за патување и сместување на семејствата на повредените кои се лекуваат во странство да ги покрие власта, односно државата. Понатаму тој информираше и дека е активиран механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, но и се заблагодари на сите земји кои прифатија повредените да се лекуваат таму. Се заблагодари и на земјите од кои пристигнуваат специјалисти да помогнат во лекувањето на повредените кои се хоспитализирани низ болници во земјава. Во продолжение слушаме дел од изјавата на Муцунски. На седница на влада ќе предложам од страна на службата за општи и заеднички работи да бидат покриени трошоците за пат и престој во странство за членови на семејствата на македонските пациенти што се лекуваат во странство. Исто така на 24 часовно располагање од вчера за сите прашања од конзуларен карактер. Имаме дежурен телефонски број во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Покрај директната комуникација со огромен број земји, вклучително и со нивните резидентни представници, амбасадорите тука, од наша страна беше активиран и механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, што представува систем на координација на помошта помеѓу сите земји членки на Унијата и други земји членки, од каде во следните денови очекуваме и дополнителна помош. Во оваа прилика упатувам длабока и искрена благодарност до нашите пријатели од сите земји кои веднаш се повикаа на апелите за помош. Солидарноста во исклучително тешки времења е потврда за сојузништвото и пријателството што нашата држава го има со голем број земји во светот. Овде во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија од 13:30 часот веќе започнаа да пристигнуваат амбасадорите на земјите, меѓу кои беше и Швајцарија, Шведска, Австралија, Турција. Пристигнаа и амбасадорката на Соединетите Американски држави, амбасадорот на Европската Унија, амбасадор на Светската здравствена организација, амбасадори на и дипломатски представници на Обединетите нации. Дел од нив дадоа изјави за медиумите, изразија сочувство до семејствата на загинатите, изразија надеж дека повредените наскоро и брзо ќе се опорават. Амбасадорката Агелер кажа дека и покрај тоа што географски Соединетите Американски држави се далеко и не можат да помогнат во однос на прифаќање на пациенти, сепак стојат на располагање за било каква друга помош, но исто така упати и благодарност до европските држави, до сојузниците од Европската Унија што прифатиле пациенти на лекување. Во продолжение слушаме дел од изјавата на Агелер и дел од изјавата на амбасадорот Рокас. Ова е многу трагичен случај. Нашите срца се скршени. Важно е што европските сојузници веднаш понудија помош. Многу е важно да се биде тука. Ние сме ваши партнери. Со вас сме од првиот момент. Активиран е механизмот за цивилна заштита на Европската Унија.
Изјави за медиуми дадоа и амбасадорката на Шведска, која кажа дека и до нив пристигнал апел за помош од страна на македонската влада и тие кажаа дека се во координација со представниците на владата и со премиерот Мицкоски во однос на тоа каква помош ќе биде потребна. Изјава за медиумите даде и амбасадорката на Србија, која изрази силно сочувство до семејствата на загинатите и рече дека ќе стојат рамо до рамо до братскиот народ од Македонија и да можат да помогнат во секој смисол. Изрази и надеж дека ќе се опорават повредените кои се лекуваат и во Македонија и во странство, а исто така и дел од повредените кои се хоспитализирани во Србија. Изјава даде и амбасадорот на Светската здравствена организација и порача дека македонските институции, односно македонскиот здравствен систем, брзо одговорил за прифаќањето на пациентите. Сите реакции ќе ги имаме во следното информативно издание